Централната прослава започнува во 19 часот во Музеот на македонската борба. Предвидена е и музичка програма и прием на гости, меѓутоа секако и обраќање на председателот на партијата Никола Груевски, до што го дознаваме дека практично тука нема да завршува одбележување на 27-миот роден ден на ВМРО ДПМН. Предвидени се и уште панели дискусии за деновите што следат, меѓутоа на таа тема ќе поразговарам со мојот и ваш вечерашен гостин. Првиот човек на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН е Владимир Ниловски. Господине Ниловски, кажете ни подетално што е предвидено за вечерва. Вечерва во 19 часот на платото на Македонскиот народен театар ќе се одржи на големата свеченост по повод 27-миот роден ден на ВМРО ДПМН, односно 27 години од денот кога младите го добија најверниот партнер за сите оние работи кои што им се потребни. Вечера најпред ќе има прием за сите гости кои што ќе бидат присутни, се очекува доста голем број на посетители да има овој роден ден. Подоцна ќе имаме дел музичка програма, односно забавен дел, и се разбира на крајот од вечерта ќе имаме говор на нашиот председател и сечајна роденденска торта, се разбира. Се одлучивте за оваа година слоганот да биде единствени. Зашто се одлучивте токму за овој слоган? Овој слоган се одлучивме да биде слоганот на нашата и мото на нашиот роден ден, поради фактот што во оваа неколгогодишна криза една од работите кои што се истакна помеѓу нас членовите во ВМРО ДПМН и во Унијата на млади сили, и во Унијата на жени, и во Советот на ветерани, но и вкупно во целата партија, тоа беше единството. Единството и сплотеноста на сите членови на ВМРО ДПМН ни помогна да ги пребродиме сите препреки и пречки кои што беа дадени од СДС и од останати фактори кои што се обидоа да влијат на државата. Значи, единството не попушти, бевме, сме и ќе останеме единствени со една цел, а тоа е да обезбедиме подобар живот на сите млади, но и на сите граѓани на Република Македонија. Сега, моментално, вашата партија е во опозиција, беше најавено дека ќе се искористи овој период, меѓу другото, освен за опозиционо действување, тука и за известно прочистување или проветрување на редовите на самата партија. Каде Унијата на млади сили се гледа во овој процес? ВМРО ДПМН во текот на целото нејзино постоење како партија им давала можност на младите луѓе. Тука би го испомнал основачите, каде што помеѓу искусните имало и млади луѓе, како што се биле Александар Бичклиски, Драган Тимишков, Дијана Транталовска. Подоцна преку действувањето на Унијата на млади сили, ние континуирано добиваме доверба од раководството на ВМРО ДПМН, доверба која што е значително зголемена во последните 10 години заедно со нашиот председател Никола Груевски. УМС во минатото сме добивале и ќе добиваме поддршка во иднината, поради фактот што нашата енергија како млади луѓе која што ја носиме заедно со искуството кое што со себе го носат постарите членови и поискусните членови во нашата партија, мислам дека се една добра комбинација за да ги исполниме сите барања на младите луѓе. Јас зборам за младите бидејќи сум млад човек, така да очекувам дека младите луѓе повторно ќе добијат шанса, без разлика. Еве имаме и конкурс за комисиите во нашата партија, ќе има многу млади кои што ќе се вклучат и во тие тела, но и во сите останати тела на нашата партија, и ќе продолжиме да делуваме и како Унија на млади сили, но се разбира и во склоп на матичната партија, се со цел да ги подсетиме граѓаните што вети ВМРО ДПМН на овие избори, што вети СДСМ, и да ги примораме Социјалдемократскиот сојуз да ги реализираат сите оние ветувања кои што ги дадоа во својата програма, но и сите оние работи кои што ги ветија за да добијат дневно политички поени пред кампањата и не беа во нивната програма, но се разбира ќе ги подсетиме за сите оние мерки и проекти кои што се најавени во програмата на ВМРО ДПМН и кои што ќе побараме, иако не се во нивната програма, да ги реализираат, бидејќи со тоа ќе добие бенефит секој млад човек во Македонија. Ви благодарам за гостувањето во Вестите телевизија Нова. Гоце, како и да е, екипата на телевизија Нова ќе биде на оваа прослава, така што подетален извештај и секако пораките кои што ќе ги упати председателот на партијата Никола Груевски ќе може да ги презентираме во едно од наредните изданија на Вестите на телевизија Нова.